работните листови што ќе ги добиете, ќе имате упатство како треба да ја сработите задачата. После тоа, после првата задача добивате следен работен лист и така во текот на часот која група како ќе биде успешна, така ќе си течи работата. Најпрво сакам со нешто да почнеме поинтересно. Требаше да дели вашата група на колку ученици? Требаше да делиме на 4, а имавме 5 бомбони. И? Едно е за мене, едно е за Симона, едно е за Никола, едно е за Дани и еден остаток. Вие на колку требаше да поделите? На тројца? Таман се? Добро, по 2 си поделивте. Тие броеви се ги заклучивме, откривме дека сите тие броеви се парни. Ајде сега, кажи ми што заклучивте после вашата прва задача. После нашата прва задача заклучивме дека повеќето од овие броеви на табелата, повеќето се непарни, тоест 7 се непарни, а 3 се парни. Што боите, кажете сега на табелата? Броевите што се делат Дали се потврдува вашиот предходен заклучок што го запишавте на ливчето, на првиот работен лист? Дарко, што мислиш ти? Секој втор парен број се дели со 4. Добро, запишете така таму на ливчето назад. запишеме најмалку по 2 двоцифрени, 2 троцифрени, па 4-цифрени броеви кои се делени со 2. Добро. И запишуваме броевите 22, 44, 666, 888, 4862 и 8468. Добро, втората задача што е? Втората задача е да запишеме која цифра може да стои на местото на звездичката, а да се дели со 2. Така. Сега почнавме да пишеме за првиот број, се бројките прво 10, па 12, па 14, 16 и 18. Значи вие понудивте повеќе решение во врска со ова за Сите броеви што завршуваат на 5 и на 0, дека сите броеви се делими со 5. Секој број делив со 2 треба неговата цифра треба да биде пар. Последна. Значи пределата што тие се делени со 9, нивниот избирот на цифрите да биде делив со 9. Помогнете му на задачата да му побегне на волба. Правилата за движење се само хоризонтално и вертикално. При тоа патеката на задачата се движи по полиња со броеви кои се делими со 2, 3 и 9.